нашата прва утринска тема. Многу актуелна беше изминатата цела година, особено сега пак е некако вперено целото внимание на јавноста, заради тоа што и дел од нашите пејачки беа дел од вакви измами. Значи, измами на интернет. За тоа зборуваме кога фотографии на Каролина и на Калиопи, нашите познати пејачки, беа искористени или злоупотребени во цели за најава или продажба на креми и така натаму и така натаму. И сега можеби можеме да ја почнеме и вака, оваа утринска тема, дека секој што продава го наоѓа најдобриот собствен начин за да го пласира производот. Facebook, Instagram и се она како социјални медиуми секогаш ни нудат одлична можност. А што да прават кога се познати овие докторите како доктор Кедев, доктор Жан Митрев и така натаму, доктор Никола Пановски, Каролина и Калиопи, па мора да бидат дел од една ваква измама. Шега на страна, не е воопшто за шегување работава, нели, ама Бојан Кордалов, да, комуниколог. Добро утро. Го прашав ви колегата Ненад, што би направил Бојан ако се најде дел од ваква измама? Нели, доволно сте и на јавната сцена и како дел од оваа јавност, што би направила? Праксата е таа. Првото е пријавување на секое место каде што тоа се појавува и второто е пријавување до надлежните институции во случајот МВР. Ке го пријавите? Па секако, ако сте дел од измама, на крајот на гриштата должни сте да кажете дека не сте тоа вие. И нормално би ставиле објави на социјалните медиуми да се знае дека е злоупотребено. А бидејќи секој има право да избира каде се промовира и како продава, но нема право да лаже. Нема право да мами, нема право да злоупотребува, бидејќи се прават две големи работи. А првата работа е што се злоупотребуваат идентитети на луѓе, кариери. А втората работа е што во исто време се злоупотребува науката. Така. И најважното или најстрашното се што можат човечки животи да бидат загрозени. Тоа сакав и да кажам, дека минатата година кога бев на оние линковски вклучувања, доктор Никола Пановски беше збеснат, нели, сакаше да им каже на луѓето, да ги подсети, не ми е доволно вели само Фејсбукот како медиум, дај да им кажеме на сите, не верувајте дека постои лек против вакви или онакви паразити. Она што е тажно во приказната негова е дека кога тој ја почнал целата приказна, нему се се јавиле неколкумина, меѓу кои што една тажна сторија на една керка на веќе покојна незината мајка, диабетичарка, која што поверувала за жал на некој производ против, кој што спасува од диабет, почнала да го потребува без знаење на незините деца секако, западнала во кома, а потоа и починала. Никој не почнал ниту во обвинителство, случај, така натаму и така наваму, се додека доктор Никола Пановски, заради тоа што ги читав во подготвувајќи се за оваа емисија, сега само да скратам приказата да имаме повеќе време, вели обвинителството вели ние можеме да одиме дотаму докаде што ни вели законот, по закон барам ова, а ако не ги добиам сите тие податоци, немам случај. Агенцијата за заштита на лични податоци вели јас можам само да блокирам, ама додека не се направи ништо по обвинителство, не можам да го направам тоа. МВР вели ние не сме оние. Доктор Никола Пановски, например, ми вели јас веднаш се во МВР. Велам, ве молам, блокирајте им го профилот. Така, заради тоа што е злоупотреба чиста, но не е таков законот. Ајде од последново. Ајде. МВР не може да блокира профил. Така. Значи може да учествува во пријавувањето, изнаоѓањето на оние кои што злоупотребуваат, меѓутоа да блокира профил може самата социјална мрежа. Така што затоа рековме и пријавување на социјалната мрежа во случајот Facebook и МВР. Но и тоа не е магичен рецепт, бидејќи се сложени работите. Но како и да е, навистина е многу тешко во време во кое луѓето бараат потрага, имаат потрага по лек, да ја обвиниме затоа што понекогаш наседнуваат и на лажни вести. Што не е оправдување воопшто за оние креатори тоа што го прават, бидејќи си играат со човечки судбини. И ова што го кажавте во случајот со мајката, која што за жал починала, е само еден пример како измамите, како лажните вести убиваат. Бидејќи никогаш таргет не се оние што се креатори или ако е политика, политички противници, туку секогаш мета се луѓето. И за тоа зборуваме многу долго. Оти лажни вести не се само во политика. На крајот на лиштата лажните вести почнаа со вакви измами многу пред политиката. Креми,
направи, справи и така натаму. Земи ова за чаеви, за слабење. Значи, појаси за не знам што. Значи, тие ситуации. И во потрага, пак ќе кажем, полек, најтешко или најлошо да ги обвиниме луѓето. Меѓутоа, институциите, сите заедно, обединети, мора да се направи нешто да се тоа запре, бидејќи носи лошо. Ако некој човек престане да пие терапија, тоа е страшно. Ако пие погрешна терапија, тоа исто така е страшно. Ако поверува, па ја остави својата собствена терапија. Тоа се случува многу, е многу важно да се работи и законите навистина доволно даваат. А институциите ги разбирам и треба да бидат во рамки на законите, меѓутоа во исто време мора да бидат брзи и ефикасни, многу повеќе за вакви во наводници помали работи споредно со политичките актуелности во вестите, бидејќи ако вие работи ги решиме, ако основните човекови проблеми, како што е овој ги решиме, ние нема да стигнеме до големи корупцијски проблеми кои што ги има во државата. Бидејќи, знаете, ако секој на крај поминува неказнето и со дигнати раменици, нормално дека ќе ни се случува ваква неказненост во државата. Хаос. Да. Добро, ве слушам и си мислам како е, еве, например, како е во светот. Една Кина, најдов само податок, само да најдам сега, ќе ми дозволите да си помогнам овде во овие сите информации, вели дека во текот на минатата година имало некоја американска компанија која што ја и сега, еве го, веќе кинеските власти одредија рекордна казна во историјата на земјата за американска компанија, сега да не правиме реклама, од 6,3 милиони јуани, што во превод значи 1 милион долари, за измама на потрошувачите со реклама на паста за заби. Таа компанија имала реклама во која што вели дека се обелуваат забите, нели? Имате белење на забите. Таа реклама довела до, не знам, енормно зголемување на незината продажба и тврдењето за бели зами се однесувало вели на комбинација, на крај они додаваат, дека комбинација на користење на пастата со правилна техника на миење на забите, што ги прави виновни. Ајде да ја оставиме Кина, добро, да одиме и на запад. Не само кај нас и на запад, а казните за технолошките компании кои што недоволно обрнуваат внимание на измамите на луѓето, злоупотребата на приватноста, се буквално секојдневие. И ние ако споредиме 10 на 15 години, значи на почетокот на појавата на речеме на социјалните медиуми и денес, состојбата е многу смената. И тоа е се резултат на ваквите притисоци, на ваквите законски стегнувања, меѓутоа и на големите казни. И така треба да ми кажете дека порано имаше многу повеќе вакви измами генерално на апсолутно, вие можевте да пуштите било каква реклама пред 10 години, да направите спонзорирана објава и таа да го обиколи светот буквално според вашиот буџет за минути и секунди. Денеска, вие за да направите одредена вест вирална преку социјалните мрежи, толку достапна, особено рекламирана, имате сериозни правила. Кај политика, кај фармацевската или кај другата сродна дејност, кај продажбата на лекови, да не редам многу коцкањето, вработувањето и така. Значи, многу осетливи теми кои што социјалните мрежи преку вештачката интелигенција многу повеќе ги анализираат и наблюдуваат. И тоа е еднината. Оти ние многу зборуваме за негативностите, што е добро, а многу зборуваме за опасностите. Еве да речеме вештачката интелигенција, ма дај да ја ставиме малце во погон и да видиме каде треба да ја користиме, каде е добро, а каде треба да ја регулираме и можеби да ја забраниме. Ова е пример преку алгоритмите каде вештачката интелигенција може да заврши работа буквално вака. Значи, ако алгоритмот ја препознае сликата, ја препознала доктор Пановски во случајот, тоа биде пријавено, биде координирано, алгоритмот може секаде да блокира таа слика каде што ќе се појавува. Особено во тој контекст. И многу други понапредни опции, го кажам наједноставно. Значи, има начин како да се менуваат работите, има начин како да се работи, меѓутоа пред се мора да има волја. Мора да има разбирање и волја, повторно ќе кажам, мора за луѓето да има разбирање. Еден човечки живот згаснат е многу страшна работа, многу пострашно од илјадниците вести на информации на вестите што не згаснуваат животи, но само ги караат и кавгаат луѓето. Јас мислам дека се во основна или последна цел е профитот. Никому не е важно во таа приказна дали ќе згасне некој човечки живот. Па да, сме гледале голем број филмови и така натаму и сме читале и се. Сакам да ве прашам две нешта. Првата е дали тоа, еве, почнувајќи од себе, нели ќе прочиташ нешто на Facebook и кога си засегнат, да речеме, особено кога си во некој безисвест, кога имаш болест, нели, која што те прави луд за да го најдеш лекот, нели, собствениот лек,
Иако себе си се сметаш за интелектуалец, значи не си некој кој што не проверува, кој што не можеш да се најдеш, да поверуваш. Во еден миг ќе поверуваш, ќе седеш дома сам и ќе поверуваш дека можеби тоа е тоа, дека можеби таму се крие лекот. Не, затоа и на Нема почетокот... нема врска многу со тоа кажа. колку сме ние писмени, да речеме, во таа. Според мене, во секоја тема, особено во оваа, етикетирањето на луѓето и правењето дека едни се паметни, едни глупави, едни посно одливи, едни помалку, значи не доведува у Македонија во оваа ситуација. Значи имаме проблем и треба да најдеме решение. Имаме злоупотреба и треба да најдеме спречување, не само решение, спречување на моменталната злоупотреба и не повторување на истата. Да. Ние додека дебатираме за тоа, а зошто си купил од таму, а зошто отиде возот, се случи поголем измама, поголемо кривишно дело, поголем проблем и на крај етеа државата каде што живееме. Значи мора да разбереме дека имаме проблем кој што се решава. Не морализирање. Еве, од здравството да отидеме во јавна соба, скандал. Че ние првата година не можевме да го решиме како општество, што ние викавме, а зошто пратила слики, а колку долга била сукњата, обвинувавме и другата страна. Што сме ние? Морален суд? Не. Има дело кое што е направено од одредена личност, злоупотреба на приватност и податоци. Има жртва. Не може жртвата да биде да биде сторител или виновник. Не може. Жртвата е жртва и доста веќе со тоа. Ние така ги губиме. И овдека се случува истото. Не сакаме да знаеме, не треба да знаеме кој зошто побарал лек. Прво срамота е за нечија здравствена состојба да го пикаме носот. Меѓутоа, кога веќе се случило да видиме кај затаја ланецот. Кога сме кај тоа да го пикаме носот, доктор Никола Паневски вели, јас истражив. Побарав и адвокати, нели? Истраживме заедно. Знаеме дека се работи за фирма од соседството која што многу добро го ја има смислено целата мрежа. Значи им помогнавме во патот и на обвинителство и на МВР. И никако да тргне муабетот. Рекоа дека некои се обвинати, па се заташка повторно работата. Јавна соба пред 4 години се случи првпат, 2019 имаше некаков епилог, меѓутоа нереален. Се повтори 2020, имаше многу посериозен епилог. За жал губиме време, за жал политиката притиска и влијае врз сите пори на општественото живење да работите не функционираат. Не говорам само за корупција, говорам за притисок, што е поприоритетно, а што е поважно, што смее, што не смее, каде се движат. Едноставно, целото општество е под стегите и не се фокусира на луѓето. Јас повторно ќе кажам, многу е жално што кредибилитетот на докторите бил злоупотребен. Тоа е една голема работа. Меѓутоа, во исто време, уште поголема работа е што се луѓето доведувани во заблуда. Тоа се луѓе човечки судбини. Мора да ги ставиме приоритет во функционирањето. Не можат приоритет да бидат само работите што се во централните вести, што е неспорно дека се важни. Ама верувајте, ако почнеме од основното, тоа што секој човек го мачи, раст на цени, проблем како да најде лек, како да закаже мој термин, како детето да го турка на тротоар затоа што се паркирани илјадници коли, како да се вози тротинет или велосипед, како да се најде лек за одредена работа, ќе ги решиме сите работи, односно огромен број работи, нема да доаѓаме до вестите да личат на црна хроника. А ние одиме обратно, чекаме се да стане црна хроника и почнуваме од најтешкото се зафаќаме нормално дека ќе потоне се. Така што неказнивоста е поради слабата посветеност на целокупниот систем. И ова бара обединување. Овој проблем очигледно барал и регионален пристап. Значи, напори се во прашање. Се додека викам, ајде ова не е приоритет, види ние какви проблеми имаме, сега некој умрел. Од тоа буквално некој умрел, сега ние за тоа секој каков е тој однос, а така функционираме и тоа е многу страшно. Така е. Бојан, уште многу може да зборуваме, сепак ви благодарам барам за отварањето на очите за сите оние, нели? Како осум отвората пред некому да поверувате, особено кога станува збор за социјалните медиуми, а се надевам дека следниот пат ќе зборуваме на некоја повисока тема. Те благодарам јас за поканата. Всушност вие како медиуми ги отварате очите и навистина улогата на традиционалните медиуми, особено во македонското општество и пошироко во борбата со вакви измами и лажни вести е огромна и ова е само еден доказ за тоа. Ви благодарам за можност. Така е. Ви благодарам и вам што бевте заедно со утринската тема.